Абе, брат, куки ќе се запале, бе. Абе, градот ќе се запале, ало! Има ли некој оваа држава, бе? Опожарени возила, куќи, угината стока, пеплосани 100 хектари борова шума. Ваков пустош остави огнената стихија што вчера цел ден беснееше над Кочани. Денес кочанчани ги сумираа штетите. Се уште во шок со солзи во очите раскажуваа за денот, кога завлакно им избегаа на пламените јазици. Куќата е се у пламен, може да изгоре. И ние од тоде со такси па дотчаваме до тука. И така, народ се беше собрало. Берикјатар сен, Господ здраве нека и дава на тие што притрчаа и што не спасија. Собраа се 5 човека, утатам куќи имаше вода, со канти и вода и ги гасисме. А водот плаќаме све. И тоа е нешто не може. Опасно беше, а? Кога видовте, што видовте? Се стаписавте ли од клетката? Па куќата беше у пламен. Како го гасевте огнот? Со лопати, пожарната вода? Абе, пожарна никако не е доаѓала. Звоневме и на полиција, звоневме и на пожарна, никој не ни доаѓал. Гледате и таму и они беа донеле, те од таа таму куќичка. Вода, кофи, ураци, макнеа луѓето и да не спасат. Кочани стана синоним за солидарност. Откако граѓаните увидеа дека институциите се глуви на нивниот лелек за помош, почнаа да се самоорганизираат. Со метли, лопати, црева и голи раце го гасеа огнот. Дојдоа селаните тука и почнаа да помагат се. Секундарно преминаа тоа реката долу, наваму. Луѓето од селото. Сите тракторите земаа да ги орат, не видите да го пресретнуват. Но одинот не заобиколи. Од другата страна гледаме дојде на кај градот да горе градот. Јас запалив колата од Бели до тука. Одино ме превари, ако е 500 метра. Револтот кај граѓаните стана уште поголем, откако надлежните соопштија дека хеликоптери ќе има но наредниот ден. Велат, ваквите реакции се задоцнети. Побрзо ли требаше да реагирате? Побрзо ќе беше. Побрзо ќе беше. Приближи беше огино до куќите, а канал ако не е готово, дојде у куќите. Ако не беше локалното население, немаше ништо да се направи. Додека интервенира пожарните, немаше време. Што ќе направат со 2-3 пожарници? Додека дојдат благодарени на локалното население. Некаде пред полнок, за да се ублажи револтот, во тркање пристигна и државниот врв. Пред граѓаните се правдаа дека армиските хеликоптери не можат да летат на плюс 40 степени. Не се подготвени за ноќни акции, а хеликоптерот бил ангажиран во Старо на Горичане, така што немало доволно гориво за да полета кон Кочани. Доцна во ноќта откако стана јасно дека огнената стихија не стивнува, на помош на граѓаните и кочанските пожарникари им се приклучија екипи од Виница, Штип, Скопје, Пробиштип, Велес и Берово.